Сибирскиот ладен бран донесе пониски температури некарактеристични за овој период од годината. Се жалат охридските овоштари дека ниските температури директно ќе влијаат на плодот. Верувам дека голем дел од нив веќе направиле заштитни механизми, но еве во продолжение да ја слушнеме изјавата која што ја сними нашата колешка Андријана Митевска-Момировска. Дефинитивно ќе имаме штети, колкава ќе биде висината на штетата или процентот, дали ќе е комплетна или делумна, е рано да кажеме, затоа што имаме уште две вечери кои што ќе има ниски температури, она што во моментот е видливо дека имаме веќе неколку сантими снег во цела Преспа наврнето и ниски температури до минус 5, 6 и така натаму на различни делови од Преспа со различен интензитет. Најверојатно штетите ќе бидат големи, за колкави ќе кажеме после ден или два, она што во моментот е сигурно целото земјоделство, особено овоштарството, е силно погодено од овие ниски температури после пријатните пролетни температури кои што во изминатите недела две ги имавме. Да, и во претходните години, како 2017 имавме доцен пролетен мраз, па и 2021-2022 делумно, овоштарите се подготвуваат во намера доколку што можат да действуваат во однос со одредени препарати кои што можат да действуваат против измрзнување, тоа се антифриз, зимските третирања за да се одложи вегетацијата на овошките, но во овој момент имаме ситуација каде што речиси да немаме можност. Штом се спушти температурата подолу од минус 5-6 степени, а веќе јаболката се во така кажано розе папка, штетите ќе бидат големи дефинитивно и директно ќе се одрази на народот во оваа година. Во моментот климатските промени го земат најголемиот дел, ако има мраз, па ќе нема род, па доцен пролетен мраз сметам на април овој период, доколку не се случи мраз, често пати се случува град и така натаму, речиси и да немаме механизми и покрај новите технологии да се справиме со целата оваа ситуација, а во онај дел со пласманот на јаболка, нормално е кога има помала количина и помал род, цената е повисока, па е барано јаболкото, а во оние години кога имаме поголем род, цената е ниска. И тоа е релативно тешко, затоа што во моментот имаме раст на сите инпути во производството на јаболка, од работна рака, гориво, електрична енергија и се што значи подготовка за производството, а крајниот производ ја задржава од ниска цена, така да негативно влијае сето тоа во самото производство, во цел земјоделски сектор, особено како можеби најскапа гранка и овоштарството. Така, за влијанието на времето и овие ниски температури кои што не се карактеристични за овој период од годината, но сепак се случуваат и генерално за зачувување на природата, колку ја сакаме, колку ја чуваме, негуваме, разговараме со мојот денешен гостин, професорот Ивица Милевски од факултетот од Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Добар ден и добре дојдовте. Добро ме нашол, благодарам за поканата да учествувам. Професоре, ова првично што го слушнавме сега е една само реакција од охридските овоштари кои што директно практично да речам трпат штети од променливите временски прилики. Меѓутоа генерално какво поднебје сме ние и колку овие да речам менувања на температурите директно влијаат кај нас и на природата воопшто? Така. Јас првин да кажам дека мислам тоа секогаш го почитувам на кој што има експертиза, значи моје поле на работа, на стручност е главно околу геонепогодите, геонаследството, оние понекогаш што велим и убавите работи, она како богатство што го имаме и така натаму, но во допирни некои елементи директно или индиректно имате индиректно или директно, да, значи мора да ги третираме и да ги разгледуваме и некои климатски елементи, бидејќи тие влијат на сето на останато што го работиме и што може би е актуелно. Така да во однос на поднебјето,
ние велиме дека сме тука некаде умерено континентална клима, која што може, значи заради нашата поставеност, понекогаш и отвореност кон север, но и север и југ, но и влијанието на некои центри, така наречени атмосферски центри кои што се во Средоземјето, влијанието на некои кои што се во Атлантикот и така натаму, но сега моментално имаме и продор на арктичка студена маса, што сепак не е невообичаено, се случувало и порано, така да значи се случувало да имаме снег за 1 април, 2 април и така натаму, така натаму. Така да едноставно значи факт е дека ние во идниот период, значи ќе имаме понекогаш можеби не баш логични временски услови, пред се заради велиме климатските промени, тоа не смееме да го земеме како нешто баук, нешто кој знае што, како некои премногу го нагласуваат, но не смееме никако ни да го запоставиме. Тоа значи честа појава на временски екстреми, за кои што понекогаш можеби не сме подготвени и не сме навикнати, и во таа смисла, јас велам, ние како мала држава, значи не можеме кој знае колку да помогнеме во стабилизација, во намалување на тој ефект на климатските промени, но треба да бидеме подготвени во справувањето, значи во навремена превенција и навремено подготвување и спроведување на мерки кои што ќе дојдат, кои што ќе значат намалување на последиците од тие екстремни настани, од тие појави што ни се случуваат и така натаму. Значи дури и ова нагло навлегување на студен бра, има по светот, веќе се развиваат и веќе се употребуваат различни техники за да се заштитат земјоделските производи, овошните насади и така натаму, така да тоа е и се повеќе тоа е во оптек, токму имајќи во предвид дека може да ни се случат сега, еве вака се случило, можеби во летниот период ќе имаме, не знам, нагли појави на силни интензивни врнежи, па треба и за тоа да биде подготвен човек. И така, суша или слично, суша, топлотни бранови, силни топлотни бранови, така натаму. И ние видиме до пред некое време и кај нас така се мислеше, добро, ете се случило, не знам, дури имаше за жал, состојбата 2016 година, па велеа, не, тоа е Божја волја, не знам, вака, онака, но не, мора да бидеме подготвени институционално и на секој ниво, од локално до национално ниво, за справување со првин да се следат состојбите, доколку има најава или можност такво нешто да се случи, тоа треба да се следи и навремено да се преземат сите можни мерки. Така, кога се зборува за превенција е многу важно и многу битно, клучно, отколку кога ќе зборуваме веќе за одредени проблеми да ги решаваме, а секако да се слушне гласот на експертите, онаму каде што навистина е потребно. Професоре, знам дека можеби ќе го анализираат некој како изолиран случај, но еве од последните што еве таксативно можеби би ги запомнила е Маркова река, излевањето на Маркова река. Значи, пак ќе речам, да не го анализираме како изолиран случај, бидејќи се јавува проблем практично скоро низ цела Македонија, низ целата држава. Генерално Македонија е мала земја, меѓутоа е богата со природни богатства. Колку ние и што правиме конкретно за истите да ги зачуваме, особено кога се работи за конкретни проблеми како што споменавте, поплави, ерозија, нешто што го решаваме од кога ќе се случи. Еве, уште го паметиме еве и Стајковци, нели? Поплавата во Стајковци која што однесе и човечки животи, тоа се можеби аларми на кои што треба многу да внимаваме. Јас, како што реков на почетокот, чија што област е тие, да кажам, геобогатства со кои што располагаме, често знам да кажам, и тоа сме го разговарали, сме го споменувале, дека од една страна имаме навистина уникатен релјеф, навистина уникатни карактеристики, природни богатства, кои што се предно за нас и се атракција не само за нас, туку уште повеќе можеби и за странците кои што гледат изворена можност тоа да се искористи, да се стави во некаква туристичка, геотуристичка намена и така натаму, но од друга страна тие се за нас одредена и непогодност во смисла на планините ни се проблем за комуникации, например, изградба на автопатишта, изградба, мислам, сепак е многу поскапо тоа. Од друга страна, она што го спомнуваме,
големи наклони, стрмни наклони на теренот, планина, котлина, долина и така натаму неизменично се менуваат. И тоа значи дека тие стрмни наклони, посебно во комбинација со релативно, тој велиме, неотпорен геолошки состав, оголеност некаде на теренот, за жал таа оголеност со векови наназад се предизвикувала, значи со нагла и несоодветна сеча, уништување, пожари и така натаму. И сега оголен простор со стрмен наклон ќе налета, како што се плюс велам климатските промени, со екстремни настани, голема количина на врнежи и нормално ќе предизвика голем поплавен бран, посебно велам оние поројни поплави. И сега тука сме па и ние кои што можеме сето тоа како човечки фактор да го намалиме и превенираме во смисла на добра среденост, уреденост на речните корита. За жал тука сме многу слабо ние во тој дел, дали заради едукацијата, дали заради немањето на соодветни контроли и казни и така натаму, така да оставаме на стихијата, кога ќе се појави нешто навистина како природна непогода или дури со човечки жртви и така натаму, тогаш ќе изреагираме и за жал брзо после тоа се едноставно спласнува таа условно кажана еуфорија. И ова што беше со Маркова река, јас бев на терен таму неколку пати, видов дека навистина има огромна количина на ѓубре и шут. Значи таа количина на ѓубре и шут исфрлани во реката влијае да профилот биде, кај што поминува реката, биде драстично намален. Ние не можеме да го спречиме оној пороен поплавен, може и тоа да го спречиме со разни мерки на пошумување, на изградба на дренажни одводни канали и така натаму, да некаде да биде спречено, но посебно кога ќе има запушување, зачепување на делови од речното корито, нормално тоа не може, водата не може да помине низ тој даден профил и мора да се излее. Порано, кога се граделе грото од некои помали локални мостови, веројатно инженерите не воделе толку сметка или не било толку актуелно дека ќе имаме вакви климатски промени и големи количини на еднодневни или краткотрајни врнежи, па некои мостови, например, кај нас се релативно ниско направени. И што се случува кога ќе се јави силен поплавен бран, водата носи гранки, носи отпад, носи шут и така натаму и прави еден вид на природна брана пред самиот мост. Водата немајки каде да оди, се движи преку мостот и врши поплавување на објектите во околниот простор. Како тампон зона, па не може да... Како тампон зона, да. Тоа се примери некои на кои што мора да се води. Значи, таму мора да биде добро исчистено, добро средено речното корито, за да овозможи некој протек, ако, пример, Маркова река има просечен протек, може би 1, 2, 3 метри кубни во секунда, мора ние да имаме во предвид тие така наречени 20 годишни води, но не оние стари пресметки од пред 50 години, туку нови пресметки за 20 годишни води, моделирања, кои што ќе покажат дека сега веќе може да се јави 20, 30, па и 50 метри кубни вода во секунда и која што може да направи голем проблем таму. Така, јас би ги замолила од режијата ако може да ги пуштат, вие ми испративте неколку карти, генерално што практично се може да биде мапирано, детектирано, особено кога го зборуваме еве за вакви проблеми. Јас, искрено морам да кажам дека сум малку на некој начин разочаран, бидејќи ние направивме токму... Не знам сега колку ќе успееме да ги видиме дел од нив. Ова е карти на мултихазарди, мултинепогоди, значи наслоени една врз друга, ерозија, слечишта и така натаму, поплави поројни. Значи, тоа не само што го работевме долги години, туку го објавивме во релевантни меѓународни списанија и беа навистина некаде и се прифатени тие модели и се работат, но овдека како да нема интерес. Тие покажуваат точно кои се критичните точки и за можните последици, но и каде би требало да се интервенира за да се намалат евентуалните вакви навистина штетни, проблематични места и така натаму, или дури да се спречат материјални па и човечки жртви. Значи, колку еве од локалните заедници ве консултираат како професионалци, како луѓе кои што работите долго време на ова област? Затоа што многу е клучно, она што рековте, као да нема интерес, а е многу важно. Ние
работиме на се од кога ќе се случи проблемот. Не контактираат, можам да ги разберам што не контактираат, бидејќи можеби не се влезени во таа област и така натаму, но очекував од некои повисоки инстанци, кои што веројатно можат или би, јас неколку пати тоа сум обрнал внимание, треба да следат она што ние го работиме на некој начин и пробуваме да стапиме во комуникација. Значи сега најновото работевме еден модел за можност од појава или потенцијалност од појава на поројни поплави, кои што се кај нас навистина многу незгодна работа, бидејќи се непредвидливи, за кратко време може да се случат и да предизвикаат, слично како што беше во Стајковци, жртви и огромни материјални штети, или Шипковица 2015 година. И кои што модели покажуваат точно на што велам, од каде се јавува концентрација на тие силни поројни води, кои што прават после голем проблем. Но, за жал, значи, велиме понекогаш, можеби тоа и некој наш менталитет, ние ќе ги прашуваме ако треба странците, не знам, она и така натаму, тие по некој друг тер ќе ги терат тие работи и така натаму, така да, она што го работиме на вистина со голема желба, нешто да се направи, да се и на терен, искуството што се добива на терен. Постојано сме на терен исто така и така натаму, но за жал велам некако како дури јас побарав неколку пати да се направи еден вид репозиториум кај што ќе стојат тие материјали и кај што ќе ги има, дали ќе е Центар за управување со кризи, дали Дирекција за заштита и спасување, дали други институции, да се види, тие места се, јас не велам дека тие модели се идеални. Но напротив, можеби било кој што е во научната фела и од тука и од странство, можеби ќе помогне дури уште повеќе да се детализира, да се средат и така натаму, но во секој случај но се детектираат критични точки, нели, да може да се работи така. Да се детектираат како што веќе го прават речиси сите држави во Европа. И штета е што ние неколку години, 7-8 години имаме такви модели, и убаво прикази, детални прикази, значи за секоја општина, за секој простор, но за жал некако велам дури од кога ќе се јави некој голем проблем, тогаш некако ќе се јави некој, па искрено и медиумите, што е можеби разбирливо, но велам треба да постои превенција покрај другото подразбира комуникација со соодветни експерти, наоѓање на проблематични точки, чистење нивно ако треба, средување со разни биолошки, биотехнички и секакви градежни мерки и така натаму. Дополнително го споменавте, меѓутоа дополнителен проблем е што голема површина од македонските шуми исчезнуваат под тежината на системска негрижа. Да не ги кажуваме и пожарите кои што секоја година више станаа проблем со кој што треба да се соочуваме на терен, особено во летните периоди, но од она што и претходно го кажавте е дека треба навреме да се работи, а не од кога ќе се случат. Тогаш веќе и сите капацитети да се вклучат, не можеме да, нели, со тој проблем лесно да се соочиме. Точно тоа е можеби еден од главните фактори кои што ни прави после понатаму уште поголеми проблеми. Се јавија пред 2021 година, па минатата година многу силни пожари во Пехчевско. Јас бев таму на терен, теренот е сега речиси оголен и тоа со десетици километри квадратни. Значи тоа не е мал простор, огромен простор. Наредно што би го очекувале таму е доколку не се брзо реагира да се појават поројни текови, нагли поројни текови кои што ќе ги уништат, може да предизвикат она што рековме големи штетни последици, материјални последици, но велам не дај Боже и човечки жртви. И навистина бев запрепастен колкава површина е веќе тотално оголена, подложена на ерозија, подложена на поплави, подложена на појава на големи свлечишта и така натаму, така да велам некогаш ради тие превентивни работи кои што би чинеле многу помалку во однос на она реакција и не знам спасување на што може да се спаси, не знам од кога ќе се случи нешто, навистина се уште многу малку внимание се посветува. Овде би споменала дека имате изработено мапа врз основа на податоци, вие ќе ни ги кажете подетално, на Hansen Global Forest Change датабаза. Што практично значи оваа датабаза и кои податоци ги имаме во однос на шумските површини во земјава, или да речеме кои се пак најзагрозени предели, ако така ги детектираме? Јас искрено не би навлегувал многу во тоа, бидејќи тоа сепак е проблематика на колегијата од Шумарски факултет. Таму ми беше поента да нагласам дека ние веќе имаме толку сателитски продукти
толку сателити ние наблюдуваат нашата територија и веќе имаме и готови производи како што се загуба на шуми, како што се можни подречја кај што се јавуваат свлечишта, како што се можни подречја кај што се јавуваат поплави и така натаму. Дури и предикции одредени посебно од така наречениот Коперникус центар за вселенски истражувања, значи во рамките или поврзан со Европска агенција за вселенски истражувања и така натаму. Така да треба тоа сето да се користи многу повеќе, а инак ова конкретно беше модел кој што веќе постои. Едниот модел е за висина на шумите и вегетацијата воопшто на подрачје на цела Европа со неверојатна точност од само 1 метар, каде ние може да процениме за каква вегетација станува збор врз основа на нејзината височина, а другиот модел е колку во текот на изминатите 30-40 години од шумите изгореле и колку сме добиле нови шумски површини, каде што се гледа дека навистина загубата кај нас е релативно голема, посебно во последните, и се очекува повторно заради глобалното затоплување тоа да биде не е природата причинител, секако човек ги подметнува пожарите 99% да кажеме, но сепак поинаку е доколку имаме влажна и релативно постудена клима, поинаку е доколку имаме многу топла клима кај што лесно може да се предизвика пожар. Дополнителен проблем што знаеме колку време нели треба да се обнови десетици години, иако тоа оди релативно бавно со пошумување, со акции одредени, тогаш тој простор станува речиси неупотреблив, тотално еродиран, со слечишта, со различни други, рековме, порои и така натаму, така да навистина останува на некој начин пустош за појавата. Да, и потенцијална опасност што виси во секој момент за која што ќе ни треба нели дополнително време и енергија да се справуваме. Професоре, во 2014-та заедно со професори од Штипскиот универзитет покренувате иницијатива и студија за геопарк во Македонија. Зошто немаме геопарк во Македонија? Тоа е нели ајде да го речам светски европски тренд, нешто што е карактеристично нели за секоја земја поединечно, да си ја нели да ја сака да негува природата, ние имаме во изобилие, но како и тука да заостануваме? Во Европа веќе има преку 100 геопаркови. Тоа е нов тренд од некаде 2000-та година, каде што сето она што е во геосот интересно, треба одржливо да се користи, да се промовира, но и да се добиваат многу солидни финанси од посета на туристи, геотуристи велиме, главно заинтересирани за такви подрачја. Јас на неколку конференции кога бев 2010, 12, 14 година, колеги главно од Германија напоменува, па вие целата држава може да биде еден геопарк. Геопарк, така. И навистина е така. Ние направивме некоја селекција, во таа селекција меѓу првите се појави Кратовско-Злетовската област. Направивме се што беше потребно, но за жал повторно велиме локалната власт, локалните фактори некако беа како исплашени што ќе се случи сега, па не знам под УНЕСКО, па да не биде забрането ова или она. Не успеавме да ги разубедиме дека не е тоа таква состојбата. Така да за жал таа идеја за лесно, привремено да кажеме пропадна, се надевам дека ќе се активира пак. И продолжуваме со други идеи, со други простори кои што навистина, значи имаме 6-7 такви подрачја во Македонија кои што се одлични кандидати за геопаркови. Сега во предност ставаме 2-3 подрачја, тоа се повторно велиме Кратовско-Злетовската област, Кожувската област, областа на Порече и така натаму, кои што имаат своји навистина предности во овој поглед. Има некои посебни критериуми за да може да се Има посебни критериуми, тие критериуми УНЕСКО секоја година малку ги згоренува, поригорозни, затоа велам секоја година доцнење ќе ни представува дополнителен проблем, па се надевам дека што поскоро ќе успееме со разбирање и на централната власт, посебно на локалната власт, бидејќи тоа е локален процес и тие ќе имаат најголем бенефит од сето тоа, се надевам дека ќе произлезе да не останеме, велам, ние за жал последни во тој процес, бидејќи Србија доби геопарк, Албанија е на пат да го направи тоа, Црна Гора исто така се бори за тоа, Бугарија, и велам ние останавме некако тука како и ние правиме одредени чекори. Имаме потенцијал, рековте. Имаме потенцијал, се прават некои законски измени и така натаму и се надевам дека сето тоа
во текот на наредните 2-3 години ќе вроди со плод. Дополнително тоа е и можност за развој на екотуризмот, затоа што тоа веќе и во соседството, и нели низ Европа и во која и да е некоја поразвиена земја се стандардни процедури за развивање нели на туристичката дејност. Дозволуваме, знаете, приказни некој друг да ни раскажува нешто што ние го имаме кај нас, само што ни е подзаборавено. Имаме геопаркови во Европа, например во Хрватска, Папук геопарк, кој што по моје мислење сепак е далеко од она што го имаме ние како богатство, но направиле одлична приказна, го формирале геопаркот и како што кажа колегите од геопаркот Папук, имаат извонреден напредок, зголемување на туризмот, на организација на целиот простор и плюс тоа можност да добиваат огромни финансиски средства од Европска Унија како средства за развој на слабо развиени подрачја кои што имаат посебно значење, како геопаркови. Така да велат дека десетина милиони евра само за последните 10 години има добиено за развој на инфраструктура, за разни други проекти и нема лош пример на геопарк во Европа. Така да ние мора за тоа да се избориме и да направиме она што го имаме да го промовираме на вистински и прав начин. Сигурно за тоа рековте, потребна е комуникација нели со локалната и со централната власт. Меѓутоа генерално еве кои места би ги издвоиле? Споменавте Порече, јас сум од таму, па емотивно врзана сум веднаш кога споменувате, знам зашто зборувате, затоа што тоа е една природа недопрена, неискористена, жал ми е што ете и поради инфраструктурата не може, се потешко е нели да се стигне и така натаму. Меѓутоа генерално кои се така некои клучни вака места што би можеле да бидат навистина и туристичка практично дестинација? Тоа е рековме, од Кратовско-Злетовска, Кожувска област со они минерални наоѓалишта извонредни кај Алшар, понатаму Поречката област со староста на карпите, со појава на бројни карсни форми и така натаму. Понатаму делови од планината Јабланица покрај Охридското езеро исто така се фантастични за тоа нешто. Потоа може да се спомне Маркови кули кај Прилеп, целиот тој комплекс навистина е извонреден и неколку имав прилика со неколку врвни европски експерти да го посетиме тоа, велат ова е нешто неверојатно за подрачјето на Европа. Но за жал велам треба некоја наша акција, вистинска акција. Го имаме и Кокино кај нели Кратовската област така. Но велиме не треба само нешто да шминкаме, некој проектче ќе дојде, добро, прекугранично или вака онака, ќе направиме нешто, завршува проектот, потоа тоа се уништува или се распаѓа, туку нешто што ќе биде трајно навистина и што ќе стави нашата држава на мапата на тие држави со геопаркови. Тоа би било многу навистина добро за нас. Така. Морам да ве прашам, минатата година под ваше менторство имавте македонски средношколци кои што освоија 6 медали во Кина, во делот на нели пак и геологијата, да речам, географијата, геонауката и така натаму. Генерално со какви искуства се донесовте од таму и што е она што го видовте, можеби што може да се направи една компарација, паралела за сето ова што го говориме? Колку директно човечкиот фактор е нели значаен и во однос на одржувањето, на чувањето на природата, но од друга страна и за нејзино уништување? Пред се одлично е и на вистина некако малку како да е тоа и во медиумите, можеби кај нас дури и на факултетот, некако не е тоа многу експонирано, дека тоа се светски олимпијади на вистина, светски олимпијади на знаење, кај што учествуваат повеќе од 40 држави и треба тоа да го имаме во предвид, затоа што тоа е огромен наш успех, самото учество таму, а да не зборуваме со тоа што имаме веќе 2-3 сребрени медали освоено, значи тоа е на вистина голем успех. А второ е оно искуство што ги имавме од Кина, каде што видовме дека сме на вистина далеко од она што се случува таму, значи изградба на пример она кога спомнавме поројни води и така натаму, тие сите автопатишта ги градат, речиси сите ги градат на столбови, токму за да нема проблем долу со ни со користење на земјиштето, ни со евентуални некакви непогоди. Така да степенот на организација, степенот на грижа, но и степенот на казни е драстично поголем и затоа секој внимава што ќе направи, како ќе направи, но тој им е влезено некако и во свеста и луѓето таму се навистина
внимаваат на секоја стапка од својата држава, како ќе ја чуваат, отпадоци различни, нема шанси да види човек и така натаму, така да навистина е Кина, навистина се изненадивме што Кина оди со огромни чекори напред во технологијата, технолошкиот развој, но и во културата на населението и во односот кон природата и така натаму. А во однос на тоа колкав број на население, а ние колку сме, навистина ше сме дали е значителен успех. Верувам и за средношколците и за вас како ментори, задоволство што можете на такви едни олимпијади да донесете значителен успех. Се трудиме колку можеме, значи тука пред се и ентузијазмот и желбата на учениците, но и ние, тоа е летен период, навистина некаде околу 2 месеци имаме силни ангажмани, но и нашиот ентузијазам и желбата нешто да покажеме дека можеме и ние како мала држава сепак да донесеме некој успех, да ја уствариме нешто и да го на некој начин обелиме образот. Така. Ви посакувам многу успехи во иднина. Знам дека неуморно работите и со вашите студенти и со учениците и верувам дека навистина имаат од кого да научат, посебно бидејќи работите на терен. А теренската активност е многу значајна за сите сондажи, сите анализи, сите професионални активности кои што се прават и проекти кои што завршуваат многу често и во списанија со голем импакт фактор кој што е значаен во делот на академското морам да кажам дека едни наши стари професори велеа географијата, а јас сум по вокација географи, од тоа навистина сум си презадоволен од својата професија, велеа географијата се учи со нозе, односно на терен. И јас во таа смисла навистина сум се трудел и сега се уште, значи, да нема скоро делче од државата кое што нема да го лично да го прегледам, да го видам како е, што се случува на терен и така натаму. И секогаш инсистирам дека без оглед младите генерации сега можеби со современи технологии, но треба добро е на крај краиште и за самото здравје да се разоди човек, да ја посети природата, но и да види нешто што никогаш не би го видел на компјутер или на некоја веб страница и така натаму. Ја имаме во изобилство, треба да ја искористиме. Ви благодарам многу за разговорот, верувам дека и во следни прилики ќе поразговараме, но од еден друг аспект, од успешни реализирани приказни како оваа што беше во Кина и за многу повеќе за доброто на нашата природа, на нашата држава. Благодарам и на вас за поканата уште еднаш и ви посакувам се најдобро понатаму. Така, почитувани, правим и овде кратка пауза и потоа повторно се враќаме во студиото, бидејќи следува уште еден исто така интересен разговор.